Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Георгиевски. Тие сме! Аплауз, искористи го аплаузот, бре. Ама не ти да аплаудираш снимениот бекате. Ама да продолжиме. Да се продолжи. Да. Па да продолжиме каде што застанавме вчера во истиот овој термин со нови гости, а исто така интересна емисија и забава за сите оние кои што се на телевизија Телма во Никој како. Денеска навистина ќе биде исто така интересно, а и тоа го очекувате. Пеколен ден. Верувам. Не, вчера рече дека не било многу топло, така рече. Ама денеска бога ми беше. Кај ти риков ни над немој пред време да кажеш. Разладени, хидрирани и на климатизирани, продолжувате да не следите нас, така ли? Така е, да. Ако немате потреба, ве молам, не влегувате во автобус. Ве молам. Во автобус, не излегувате од дома. Не влегувате во автобус. Тоа не е лошата можна. И автомобил блокирајте. И мите се почнат. Ајде доста. Океј, после препораките, во следната рубрика, гости. Ако не сте на емисија. Вие кикарите тука, гратис клима. Не зашто ми прифаќаат гостите сега. Ке доаѓаме, да. Овде хидрација, климатизација. А не имате публика во... Зашто не Еве, сега блиска. Затоа што ќе да можеме да навјасаме и публикава ќе сака на ладничко тука. Добре ни дојдовте официјално, ајде како да ги најавиме. Никој како, Ана Петановска, плискај! Добар ден на сите. И никој како, Николче Мицински! Ти што ти кажа? Не се менјај со Николче, остани се. Кажа приеска на овакво, мислеа дека си пратеникот. Не бре, викам како пратеник. Кажа, остани си Николче, жити мене. Да, Николче си е таман. Нема врска, некој ме подпишува Никола, некој Николче. Сите мои блиски ме викаат Николче. Добро. Ние сме си многу блиски, значи Никола. Вие немој Николче. А некаде официјално? Да, некаде сум подпишан Никола. Например, Во извод како си? Николче сум. Николче. Да. Добро, а на спотови како си? Никола. Никола. А за блиските и другарите, си имал некаков надимак скратено Нико, Никче? Никуч. Никуч. Да, Никуч по битолски. По битолски Никуч. Иначе... Иди Никучо. Никучо, да. Со големо. Никучо. Еве го Никучо. Отприлика тука, да. Колјо во Скопје знаат и Колјо. И Колјо? Коле. И Кола? Не, Кола не. Коле на Галено. Возраст на На Галено. Кола, кога кажеш, мислам дека 60 години треба да има човек. Најмалку. Добро. А тоа во новото време сега. Иначе со Коле, окей, име, мислам, ништо. Да, добро. Ана, ти кратка, веројатно немаш многу... Ама Ана си го скрати през зимата. Да, јас, Ана. Петан. Не, Петан, добро, сега за името збориме за низ годиниве назад. Да, јас имам неколку надимаци. Анче, Ане, Ануш, Анчи. Добро. Зависи. А ова се презимава намерно е. Уметничко е ова питан, Тоа така? имав одскоро некое прашање за некој пишан формат на интервју и баш беше моментот кога бев за еден од фестивалите за да биде полесно за бидејќи беше интернационален тип за најава. и надвор за најава, мислам надвор од државата и некако за полесно да биде Петан и од тогаш некако остана Петан. Така што и тоа и Петановска секако си се тука. А како ќе бидеш сега на фестивалот со Дадо? Сега на фестивалот што не чека во Црна Гора ќе биде Ана Петан. Ама кажувате детали, не. Да, детали, ајде сега кажи. Овие што знаат, тие што не знаат им раскажаме. Еве сега можам јас да еве вака ќе го скршам мразот да речам. Обавезно. Ја еднаш блиски го гушнав, ама он нема се сикава, са гушни го ти два пати. Обавезно, значи еве специјално. Ветувам пред јавноста од кате гушнат ќе биде Дадо. Кој? Силен да кој? Па така е, за публикава да објасниме. Така е. Значи, навистина ми е многу, навистина е чест и задоволство и мене искрено се уште не ми се верува дека тоа се случува, затоа што јас пораснав со Дадо, мислам со музиката на Дадо Топич и се практично преку една од соработките тука во Скопје што се случуваше, некако имаше на неколку наврати концерти кои што ги беа во организација на неговиот менаџерски тим како и склоп од дел од нашиот тим тука.
и некако беше само еднократно на 2 пати, да речам, во текот на концертите што ги имаше тука, изведба на Принцеза како дует, и тогаш се случи идејата зошто да некако прифати Дадо, мислам така се искомуницира во тој момент за да се направи нешто авторско, и така дојде во суштина до нумерата Небо. И истата премиерно некако планиравме како што да се случува, мислам нели каде да се промовира, и одлучивме колективно дека премиерно ќе биде на овогодинешниот бисер на Јадранот во Црна Гора во Тиват, и што ќе се случува на 19 јули во Црна Гора, и ќе биде едно така премиерно издание на композицијата Небо. Извини, ама имаш трема пред пиење со Дадо заедно? Искрено не, значи многу он е толку опуштен, он е толку опуштена личност и толку е, мислам, толку е да речеме народски кажано људски настроен, и е многу сака да се дружи, сака да е околу луѓе, не воопшто нема некој онакво никакво его кој што треба да му се. Ај бога ми, ти си глас кој што ништо не може да те изненади. Периодов на вистина си присутна во медиумите, нели, на настаните, така што забележителна си. И драго ми е што е тоа така, некако сама по себе со квалитетот и пеењето си се наметна. Да. Ова искрено И ви Николче ќе ни каже. Се сложувам со тоа и го кажувам дека Ана е една од најдобрите вокали во младата генерација, Во Нова Македонија, така. И посакувам и сигурен сум дека ќе има блескава кариера и многу песни и хитови и концерти и настапи, така. Благодарам од срце. Што е она што можеш да го кажеш, Николче, за интерпретацијата на Ана? Нешто е посебно, ама ја не знам тоа музички да го раскажам. Ти можеш? Сакаш стручно или не стручно? Стручно да разберат разберат гледачите. Најважно е што е оригинална, си има своја техника, своја веќе препознатлива техника, начин на изведба, на изговарање, на отварање на нели сите вокали, изговарање, орнаменти, вибрато. Значи си има една специфика и веќе е изградено. Веќе е изградено, а нормално со текот на годините се повеќе ќе го совршува тоа. Многу е важно што има голем опсег, има прилично здрав вокал од типот на гласно пее, може и високи тонови и во сите регистри, така да... И стабилно. Стабилно интонацијски, јас тоа секогаш кога ја слушам, знам дека е птен вака стабилно интонацијски, покрај техниката што има, И што е најважно, секогаш пее со голема емоција. Дава се од себе. Тоа и се препознава. Така е. Сега брзо ја слушав на еден концерт во Борис Трајковски, еден голем хепенинг, баш бевме со сопругата и со пријатели, ја коментиравме дека навистина имаше одлична изведба, како и секогаш. Стварно, од срце ми е чест, ја морам исто, мислам, буквално на 10 секунди, што се вика да кажам, мене ми е многу чест и задоволство, и стварно ми е многу драго што вака и се погодивме и на емисија, а и општо јас Ништо не е случајно, ве. Ништо не е случајно. Многу го почитувам Николче, секогаш ми бил еден, како да кажам, еден стандард, најискрено, и мене и на мојот брат, и стварно е, не можам да го опишам чувството да се слушне ова од некој како него во мојот живот, и општо на рангот на кој што е музичар како него, така што... Чекај, сега ти имате фалиме, чекај, доаѓа сад делот за Николче. Ајде да пуштиме спот од Николче. Тоа е иден, ја му викам шо правиш, Никола, сега, и Никола ми вика сега ќе ти пуштам, и так, 1, 2, 3, 4. Ова е само дел, ми вика, правам смеам да кажам? Смееш, да. Па не, Македонија во срце. Македонија во срце, тренутно втор дел, така. Двојката, ова како Рамбо 1. Да, од утре стартувам инаку со промоција на песните, да, од утре, да. Од утре официјално, прв ми е Ламбе. Ништо да кажам, смееш? Добро, Остај го сега, што смееш да кажеш, кажи. Не бе, ништо не е тајно. Ништо не е тајно. Минатиот пат беше тајно, па нешто спомнав. Така е, да. Па ние сакаме кога е тајно да Ајде кажи сега кој ќе биде. Утре почнуваме, да, прва песна е на Ламбе. Не го знам точно распоредот. Важно е една песна неделно. Песна и спот, да. Така да летово ќе имаме ние вака богато лето со нови обработки. Се тоа познати убави македонски песни и стари, меѓутоа и ново компонирани, па во едно поинакво
Руво. И некаде од септември, односно од крајот на август, се планирани тие концерти на плоштади. А изведувачите? Изведувачите се 2-13. Па не, генерално се скоро истите сите од првиот дел, со тоа што има еден-двајца нови, еден-двајца мислам дека нема да бидат од претходна, ама генерално генерално се тие, да. И мислам дека од крајот на август, точно не знам, ќе стартува повторно караванот од колку што знам од Охрид и во 8, 9, 10 градови ќе биде тоа. Да, има повторно. И тогаш зборувавме за концертот, се случи концертот во Филхармонија, што беше за сите нас, особено за мене, едно огромно искуство и баш беше убаво. И мислам дека и тоа ќе прерасне во традиција, барем еднаш годишно да имаме таков еден голем концерт и сите тие македонски теми да зазвучат со симфониски оркестар, со уште повеќе да се збогатат и навистина тоа го правиме за луѓето да уживаат и да ја славиме македонската музика. Тоа е добро што и благодарниците беа на место, нели, на луѓето, за да знаеме ние сите што не знаеме, може би има и луѓе кои што не знаат чии се тие. Не знаат чии се, многу пати тоа за жал, за среќа не е секој информиран, меѓутоа па и од една страна е тоа, знаете, новокомпонирани песни, ама до толку се обнародиле што луѓето мислат дека што од една страна е позитивно, од друга страна некои не ги знаат авторите, меѓутоа секој некој се информира малку од малку, јас мислам дека ги знае авторите на песните, впрочем денес е многу лесно да отвориш и да видиш кој кај е. Значи ова твоје проекти како тргна баш како Рамбо 1, 2, 3, а со Каролина 16 кога ги правите? Ама чекам, на тројка се, правите нешто? Не смеам да кажам. Тоа не смеам. Гледаш, знаеш дека нешто не смеаш. Добро, од нова ера правам втор дел. Нова ера, да. Втор дел, тоа ќе биде. Ние ти од дека Калајджиско со Дамјан, зашто сакам да знам. Пуштете режија да чуем. А инаку со Дамјан работиме на нов албум, тоа е Кецот. Со Дамјан, да. Дамјан е едно прекрасно момче од Охрид, се надевам дека ќе го донесеме. Па нема кој не го знае. Добро, слободно дека е. Добро, ја ми се писала. Не знам што беше ова. Што е ова сега? Добро. Ева го. Што е ова? Нешто твое. И Дамјан е, мислам дека е еден од нашите најдобри гитаристи кои имам впечаток дека многу повеќе го знаат надвор отколку ние кај нас. Се работи за еден многу скромна личност и можеби јас секогаш му викам тоа му е маната дека е до толку скромен, така да е прекрасен виртуоз, музичар и како човек и како сите работи. Правиме албум од овој тип на теми, исто така македонски, обработени со клавир и гитара, некаде хармоника и гитара. Снимивме и некој видеозапис, ова е некаде горе над Охридското езеро. Ова не е истото место каде што Нова ера правеше. Не, Нова ера сосема поинаку. Нова ера е клавирот таму, така? Нова ера може клавирика што може да се влече. Да, овде не. Може или не може, тоа беше на Колешино. Добро. Да, прекрасен поглед на нашата Македонија. Добро, можеш да влезеш од проект во проект, ова тешко. Мислам, можеби глупо звучи. Не, можеби глупо звучи, ама сега мене од аспект на предизвик. Во секој случај секој проект го сваќам како предизвик. Така и му пристапувам и се борам за да го направам што подобро. Било тоа нели обработки на вакви или нова музика или така да секогаш човек треба да се насочи, да се уфилма во наводници и го тераш, го правиш. Така е. И она желба што нели на крај секогаш кога направиш нова музика и очекуваш каква ќе биде реакцијата на публиката, тоа е тоа што те води секогаш, нели? Затоа што на крај крајва ние подаруваме музиката на публиката и тоа е најважно да допре во што поголем број. Да. Нова ера сега создаваш нов албум, тоа се може да ни кажеш. Да, Нова ера втор дел. Рамбо е за млад. Ја да запишам, не да Реков. Така да многу има. Човекот е многу работи тоа. Не изгледаш дека многу работиш, искрено. Наспано изгледаш. Наспано, свежо изгледаш. Па тоа зборувам, тоа добро се носиш што ти е обврски. Вежбам, значи се тоа, да. За тоа, да, си пазам. За тоа мислев, немој да смислиш одма нешто лошо ти помисли. Ајде да пиеме. Хубаво ќе објаснаш. Сви да си кажат. Да што се изнася, па беше јако Да не биде никој да не разбере. Добро. Ана
секогаш бираш некои вакви теми, некои, ама овие се баш добри. Баш. Ова се баш. Да. Ова, а која сакаш прво? Сакаш За нас почнува живот или сакаш Сребрени улици? Па еве, можеме За нас почнува живот, така и по кусичка, ама може ретроспективно некој. Уклучена? Да, мислам дека Дечки, За нас почнува живот, пуштај. Стискај плей. Ајде, матрицата. Ке направиме, не се кира. I nova strast sred nešto sivo smenaš ledno cveće što raste veke i cveta to v nas počnuva život od ovoj čas na 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 Za nas ne treba zboroj I se ta laska izgubi sjaj Ke gradam dvoroj od tišina I spokoj Pak ima nebo što svetlina ke daj za nas počnuva život I nema kraj, I nema kraj, I nema kraj, I nema kraj. И нека на крај. Ова беше како викаме како од седе. Како миксано. На плоча. Ајде малку блиц прашање да се распрашува секојдневни случаи. Да, па види, они ми се тако смирени, не можам да ги замислам дали они се некогаш нервозни и како реагираат во такви ситуации. Што ме вади од такти, какви сте тогаш? Аха. Па не, Лаги. Лаги, да. Во време на лаги. Кога некој ме лажи, аз знам дека не е така, мислам сигурен сум. И кога некој измислува нешто. Добро. Пробува И да како измисли реагираш? нешто. И како јас самиот се нервирам. Ама не Ама реагираш. сам со себе, така? Сам во себе. Сам сум себе, Па ќе се така ми нервирам. изгледаш за тоа кажа. Ајде, никогаш не сум реагирал. Не си избувлив, не си немало нешто така да се Мислам дека развиташ се на немаш јавно карано место, со во маркет, Не, на сообраќај. ретко. Мислам, ама не, жабе, не знам да реагирам. Вика, Не знам. види го ми пресече пат. Па добро. Па не. Види сега, ама нема да реагирам на него. Јас самиот ќе се изреагирам, ќе се извикам и си. Ето, Ама нема да земаш да Добра, стресот излезеш. како го испрлаш? Веројатно со работа. Оди на вежбање. Ништо. Мора никде да се испрли тој. Седам ќе си свикам. Така, па да. Веројатно тоа е. Интересно. Имаш некој со кој си скаран во живот? Од соработници? Не. Сега ти премина во Трачево, бре. Не бе, добро, сакам да знам не, што. Си се скарал, си се не. смирил после што имаш. Добро. Не сум немал, не знам, кавга, некоја, па да Види, се он не се почнува расправам. кавга за да се скара со Џабе, него, јас го сакам гледам. вака. Во животот ако гледам дека можам со некој да се скарам, јас се тргам. Поарно ќе ме тоа е снема, најдобро. ќе ме Така. снема и нема да се скарам. Така е, го Да, предвидуваш. може поарно е да се караш. Сега Да видите. знаеш. Тие што ви го нема.
Николче во животот. Што сте му сгрешили? Значи, ако го нема тоа... Ако не ви сте јавил Николче во известен период, видите што сте му сгрешили. Јако, појако нема. Значи ти? Јас генерално ќе се надоврзам и мене искрено лаги доста ме нервираат, ама генерално измама и корист. Кога ќе насетам дека некој од корист прави нешто особено или јас ако сум вклучен општо и да не е со мене поврзано, ако некој нешто од корист прави, тоа знае доста да ми извади од такто, не нервира. Зборуваме сега за соработници. Претпоставам пријателите веќе си ги избрала и не треба тие да мислат дека се користни. Да, генерално и јас сметам исто, мислам некако така. Убав, фала Богу, стварно навистина сум благословена со убав круг на пријатели и соработници, навистина не сум имала некој, да речам, црвен картон момент до тој степен, ама сум имала ситуации каде што сум и тиот момент навистина, значи сум нанушила некако дека има момент на корист, сум се повлекла за да едноставно... Ти се повлекуваш, не се караш? Па се повлекувам, ама тоа и има една голема доза на пристрасност, мислам субјективно, затоа што јас сум доста емотивна и многу се врзувам емотивно за многу работи и навистина барам многу убаво во луѓето секогаш и сум склона да ги гледам така. Не сакам да прифаќам дека имаат таков тип на мана. Нели сите поаѓаме од тој момент и од себе дека не сакаш да наштетиш и не сакаш да ти е наштетено, меѓутоа така. Имам моменти на губено шанси. Си дава шанси и гледаш дека некој тоа го користи. Го користи. И на крај викаш не ти се јавувам. Баш така. Блок. Момент со карање на јавно место? Не. Избувливост во сообраќај, на шалтер, на банка, некаде маркет. Многу ептен, многу ретко и тоа приметувам дека сега периодов некако ми се и баш ги памтам тие два пати, ми се случи на два пати, ама беше некако толку неубаво се чувствував после тоа. Подобро ми е да го ќе го акумулирам јас. Јас ке се изнервирам. А како го вадиш акумулираното? Еве, Николче рече со свирење, со... со пење. Мора негде да се, нели, тој стрес да се извади. Пењето е многу голем канализатор и многу аклиматизирам преку тоа. Мислам и себе си и емоциите некако. И многу голем некако ми се чувствува некогаш во пењето и нервозата и така малку знам да сум. Да мислам едноставно ги преточувам, веројатно тоа ми е таму канализирањето. Да. Сакаш да кажеш нека случка. Да, се пред доста години, не е важно, купивме клима и климата од старт не работеше како што треба. Една сеало, два пати сеало, пет пати сеало. А не, мислам пријател уш, ако си ја купил од пријател и тоа е страшната работа. Не е важно. И така се налути, вака беше жешко и дома бевме со мало дете, значи полошо не можеш. И сега вака се силам, сега одам во продавница, викам јас ќе му кажам, немам врска. Отидам таму, кажи дечко нека се извини што му сметам. Извинете што ви сметам. Извинете што не ви работи клима. Врска никогаш не ја направија климата. Па не ја направиле затоа што си се извинувал. Три заедно. Сакам да кажам дека толку Не си дошол на ред. Во тоа, да, си има Така вистина, ли? има многу толку сум вистина, јас, да. Добро. Која е вашата најголема слабост? Епа, Како ви Епа, врзавме? еве, вака да се Веројатно да. Премногу им, например, им верувам на луѓе кои недоволно ги познавам. И јас секогаш влегувам од тоа дека е добар човек, добра личност и неизмерно вака влегувам искрено и верувам дека е секогаш со најдобри. Да, и многу пати обратно испаѓа. Да, тоа мислам дека ми е. Ама тоа е карактер. И да се правам по Тоа не се менува. Не се Тоа не менува. можеш да го смениш. Склон ке си секогаш да гледаш И така. ти нешто така? Јас многу слично и до душа и кај мене е доста парадокс, мислам може и Николче сигурно ќе се согласи, имал сигурно некој таков момент чим се кликнавме онака на темава и јас доста многу верувам некако на луѓе, им пристапувам така и не би рекла дека тоа е некоја изразита слабост, меѓутоа е слабост кога луѓето тоа го злоупотребуваат во тој контекст секако. Меѓутоа и доста еден парадокс, па некогаш кога треба да верувам, не верувам заради тоа што сум ја имала стегата од претходно и некако не се впуштам. Аз сум можела да го некако си правам некои стеги некогаш потенцијалот за да верувам и за да засакам во било која сфера од животот. Си ја кочам ако сум имала доскоро на да речеме некое негативно искуство со доверба, лојалност или на професионален или на приватен план. И би рекла дека таму лежи некако доста сум
лабилна, ако можам да кажам, во тој поглед, некако. Треба да си ставам граници. Имате ли навика што сте смениле? Навика што пробувам да не гризам ногти, еве. И? Не, немам сменато, да. Кажи ти како успеа. Кажи му на човекот. Со 600 начини и на крај едноставно се концентрираш за да не грицкаш и тоа пошто подсвесно грицкаш. Безбојни, горчливи, лакови, само храната ми беше горчлива. И еднаш Пробував еднаш, оставив, не знам, еден од... да, го оставив, ама уште повеќе нервозен ме правеше. Види се, приклучувам кон темава, пошто веројатно ќе им помогнем и на други. И редовно кратење на нели кога не треба малку никнало и затоа што тоа те иритира за да грицкаш додека се навикне. Седнуваш, гледаш утакмица или гледаш филм и кој ќе заврши филмот, ти сваќаш дека си без ногти. Ама не знаеш кога ќе. Еве тоа би сакал да ја сменам таа наква, ама сега веќе не се ни обидува. Види се и на стари години више. Порано, смениле деца, па не ни фаќаш се. Кои стари нормално зрели години, јас само ова Па добро, не зрели, стари, сме се разбираме. Релативно Зрели години. Бројката само. Анчи некоја? Навика? Јас навика од скоро, мислам, сега баш размислував активно и мислам дека имам доста со самиот ритуал на пиење кафе намалено. Мислам, намалено. Општо кафето некако го исфрлив последниот период и тоа е само чисто промена на навика, некако можеби заради топлотниот бран, нели дека лето доаѓа и да не се дехидрира организмот, може, нели, мислам, зависи тоа си е све екстерно, ама некако приметив дека исклучив кафе. Па еден период, да, некако почнав во сонот, почна да ми се одзива некако така малку со благи некои несоници, се до момент на чеки, не знам зошто и не спиев подолго време, да речам. Зборуваме за црнено, турско, грчко, македонско, како сакаш наречи го. Па секако, јас сум многу љубител на кафе. За такво зборуваме или за овие други? Секаков тип, искрено, да. Освен Нескафе. Нескафе не сум многу љубител, ама мислам си сакам, сум си љубител многу на кафе, сум си лојална. Само што периодот веројатно ми е на пауза, некое време. Доколку можете да го промените минатото, што би направиле поинаку? Дали има нешто такво? Ова е длабоко прашање. Длабоко прашање, Види, нашиве се многу Па длабоки. сега, овие се вакви... Не оди во длабокото, кате. Немај кате во длабокото. Не би променил ништо. Не би променил. Да, среќен сум со сето што го имам и што го немам и што сум можел или не сум можел и сите тие работи, апсолутно. Дали верувате во тоа дека ако смениш нешто во минатото, тогаш не би била ни оваа не, верувам иднината или дека вака сегашноста. требало да е, и секој човек е баш така. Дека Господ дава толку колку што треба и кај што треба и во даден момент. Може би да било, не знам, порано нешто да се сменело, па може би после во подоснежниот период немало да биде така како што било. Така што друго може ќе фалело. Немало да биде Рамбо 1, 2, 3. Ај сега више квартограф на. Овамо, добро. Што знам, не сум безич, ама не сум ни некој... Например, црна мачка и ти, шо? Да, бе, да, ден се плачам. Црна мачка, ако ми помине. Јас се вракам 13 чикори. 13, не знам кој ми кажал, па 13. 13 чикори да се држиш за... Па немам појма. И да се држиш за коса. Јас имам чуено тоа, да, за коса фати се, да. И А што ако има прамени стаја? Не знам дали оваа, да. Која не се важи? Дали се важи? Па ја не можам за мојата коса да се фатам. Не, јас ништо да прашам, Измотана една. Затоа нешто лошо ќе ми се случи. Еве си ја моментов с краја, да. С краја, да, гледаш? Да, и размислуваш каде шутнуваш, никад не Не на маса. Не на маса, на стол. Јако. Јас не сум многу суеверна, искрена да бидам. Немам, например, ептен некој, еве да речем, за конкретни некои работи, да речеме за проаѓање црна мачка, не толку, не ни проаѓам. Не, ништо, четврток миела, не миела коса, моментот. Не сум толку, ама, например, не знам, за некои, да речем, си ги имам оние моменти на пу-пу-пу, као да не се... Да не се случи. И кога, да не се случи, или да не урочам некој, или... Нели, таков некој момент си имам, ама не... Како мал сум бил повеќе, во периодот кога, да кажеме, имав баба и нели бабите
си знаеа такви се работи, знае. не прави ова, не ова, оди таму и да. тоа како мало дете ти го... Те Го сега на топење оловце и на бајачки. школки, бајачки и така натаму. На бајачки, како некој реба биде. Од што ти бајаш? Од уплав. Од уплав, да. Баба ми баеше од уплав, знаеш? Да, ама не те носела. Ама зошто не те научи, ја? Не, Ки не. баевме на Глеј, гостите. со, како се вика тоа? Со маша и со... Епа, тоа е топено овце. Е, топено. Ние во вода. Во вода, така. Леле, кате, зашто не го научи? Тоа ќе имавме рубрика да ви баеме. Јас си ти ја Секоја правила емисија ќе рубрика. Не, тоа гледавме на кугла утринска. Исто ти е бајање, Те носеле на бајачки или? Ти си извади од памет од нас тројцава се. Размислувам, така сум имала искуство. Не, јас еднаш памтам дека баба ми, знам дека имавме еден период и се така од бабите. Од баби? Некако Баби се се најглавни. Сега новиме модерни баби, ништо не закон. баби. Нема ништо. Нема више. Не сум била баш бајачка, ама со темјан од типот на лошо сум прошла на македонски час, да немам ти фрла вода на испит, прв школа. Да, вода и со темјан, ако сум Да не полоша. поминуваш раскрсница на средина, знаеш, тоа пусат меѓу 12 и 12 пол да не изливаш од дома, бе, не нормални работи. Штркишета, Темјаното веќе да, друго Темјано си е. и Добро, да. Така е, така. црквата и Да. тие работи. Меѓутоа ова со Ето повеќе тоа, Добро, да. сега. ги Друга измешавме. тема, да. Иначе, Ги измешавме. знам примери кај што помогнале. Така е. Значи, да, тоа е да. факт сега. Кој Да, си верувал, има, не верувал, не точно, навлегува, точно. меѓутоа има примери кај што тие бабички на многу луѓе или деца особено им помогнале. Да, дали Да, подсвесно да, или сум чула, некоја јас друга сум важно помош, во помогна. секој Така случај е. и јас сум Има, сведок на има такви работи, ритуал, шега на некоја страна. моќ. Така е. Океј, ај одиме сега со ова. Со која? Па не, ако се распостеламе со Чекај, нов ама, муабет, ќе отидеме. уште никоја мисла, Па, уште никоја минутка. Ај, кој сум да, јас? кој сум јас, Така, да, иде, да. заборев. Време е за кој сум јас. Ти овде После почуваш? бајање, кој После сум јас? бајање, кој Ајде, сум вака, јас? избајани. Значи, Николче, мисли за бабата ни, наша Ана Петан, некоја личност, може машко, Ето, женско, со тој може го од опишува, да, за да може да се Македонија, може од Пиши прво за Николче. Балканот, може од Значи, светот, Општо познат лик. Да не се гледа. да не се гледа. А Нешто Сашинка, ако така. не... А, не, ти можеш Нема тука. Сашинка, еве сум јас. Готово. Јас се извинувам, Осам. ќе морам друг да земам, затоа што А, ми ништо. Пристанал да пишува. Не е Да, можно. престанал. А тој не го давај. Тој не чини. го дам? Ајде види. Ајде види овој. А што? Зошто така? Па вчера пишуваше многу добро тој. Не знам, ја овој не пишува. Може да, може останал подолго време. Пишушен. Ете, не и Делата. Thank you. Ајде сега. Пу. Сушила, ба? Шушија. Ки шушила. Добро. Ајде, Ти пишува. не Не гледај. се гледа, да, не гледам. малку. Да, биди ферм, гледај. Биди фер. И после ти Биди ќе фер. напишеш за Ана, па да видиме. Значи со да и со не си помагат. Шо? Добро, прашувам. Прашуваш Да, за прашуваш одговор за овие што за да и со не. твојот. Ако у Не случај се гледа многу, ама... гледаме за главите, па Можеш, ќе можеш, почнеме колку малку сакаш. да Да помагам. даваме Дали, помош. дали, се надевам дека Се гледа. но Јас мислам дека... веднаш. Да, Да. стави. Шубаво беше. Е, па затоа го исклучува, ма. Е, сега. А, добра, раздирливо. Во Можеш? животот научари многу ретко годам, али Ајде. така да и овие нема да ги погодам. Како Добро. да е, добро. Ќе да- Вака ќе држиш. Ајде Мораш си. да напишеш. А, Така чекай. држи му ги доле, Дај, да дај, може да дај. Ќе ги држам, ќе И држам. како можеш да пишуваш и да држиш научари? Да, треба да ги А, во напишеш. исто време треба? Да, напишеш. Ето Јас мислам дека така. еден по друг. Не, двајцата заедно е Правилата поинтересно. велат во исто време. Ама не Правилата кои што си ги кршиме. направивме. Сега ги смисливме. Не пишува? Сега не гледам. Ама ми ги потрошив така. Ајде, види да не Ама пишува. тоа ако напише, после нема бришање да Епа знаеш. добро да се за Да. малку. Ќе ви купам многу. Чувате кога Да. може да изведам. И гледа блокер. какви стојат. Гледа. Така, гледаш, добро, значи имаме ферски. Рамноправно. Така е. Доволно е само името да го полу. Ама да знаеме кој е. Ајде, не зешај. Ако, Ти може. позаглавиме, може. Добро, Мислиш? ако, Како добро, да ајде, ќе објасним? пробаме. Ајде. Океј. Па вака нема, Океј. со се боиш да заглавиш. Добро, така Да, е. теоретски. Добро, се чита. Се читам. Значи сега кој Како сакате, ајде, Како сакате, може и напоредно, наизминично, како сакате. Како мислите така. Значи, дали сте, јас ќе почнам, дали сум женско? Да. Добро.
Еден по еден или... Да, како сакате, тоа е ваше. Додека не гледаме дека заглавува или едниот или другиот, немојте освен со да и со не. Да, готово. Доволно е знаеш нешто да... Дали сум пеачка? Не. О, добро. Си ама сега не си. Дали сум музичар? Музичар? Не. Не, актерка. Па, на некој начин. Аха, добро. Баш да те видам сега. Вау. Како ќе стигне? На некој начин. Дали сум од Балканот, негде или сум... Не. На светски познат. Светски позната. Добро, окей. Дали Старо, младо, сите ја знаат. Не. Црна. Црна си. Да, црна. Црна. Дзив? Имам Да, препознат Ептен црна. лик, онака Ептен препознат. сите ја Многу препознат. Сите, Особено мали. Старо. Особено деца. Аха. Особено деца. Особено Еве, ќе ти помогнам. деца. Многу работи ми идат. Дали сум од, значи светски, окей? Да. Немам потекло од Европа. Не. Немам, добро. Мислев на Ева Грин, французинката, иначе стварно не Не. на деца сум позната. Да, бе, да. Епак да ти ја веќе помогнила и не си пеачка, ама си од цртан филм. Добро, ќе заглавев. До утре ќе заглавиме вака. Ајде. Црна. Црна, да. Зив црна. Зив цртана. Цртана. Да, има и на филмот. Лик. Лик сум од цртан. Добро, чекај, ќе погледам. Да, тоа реков ми старо и младо, посебно деца. Така. Значи, Имаш и приказ. филм се. Да, и филми. И филм имаш. Не сум. Не, ама тука се близко. Од тие најпознатите Да. старите. Најпозната приказна, ајде се. Која е? За деца. Ај кажи ги најпознатите старите. Прва, Snow White ми текнува. Не, например, или таа некој... таа е оваква. Аха, значи не е од тој од Дизни калибарот? Од Дизни, да. Од Дизни. не знам дали е од Дизни. Дизни ја правеле, а ја напишал некој друг, што се вика браке ја пишувале. Добро, да. Браќа. Браќата Грим? Така е. Добро. Од тие познати. Леле. Ајде бе, риди ги, кои са? Значи, едната има каква капа? Да, од Дизни. Да. Од Дизни е дефинитивно. Да, од Дизни, ама не ми... Една од принцезите. Една од принцезите. И има уште неколку уште- другарчина. Да, и другарчиња има. А 7 се. 7 другарчиња има. Па Snow White сигурно Снежана е. Нема. Снежана. Леле, Снежана сум јас? Ти си Снежана, бе! Не, ти си 7-те джуджи. Па мислам на Леле преако. Па преако. Снежана, затоа му реков на Николче малку ке без Ама джуджиња. ми се свиѓаше многу јако беше. Многу ми се Никогаш допадна. немаше да ги текне. Немаше да ми Значи, текне, јас сум... да. Шо сум? Музичар. Да. Ти не си од приказните. Добро, Не си пејач. Да и не. Мислам да, генерално. Да, бе, да. Од тука или од надвор? Надвор, Подалек. од подале. Сега, кој ќе кажеш од надвор? Добро светски познат. Да, еве, бонус светски познат. Светски. Ептен светски познат. Како не знаеш? Знаеш. Не знам. Потрошен нешто, Било што. Збирење во пење. Актуелен со концерти, со такви... Бог да го моментов прости, не, секогаш да, актуелен. Бог да го прости, во моментов не, ама е Evergreen. Майкл Човек. Джексон? Не. Не, ама е... Джордж Майкл? Не. 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 Врти Тука уште од малку. од тој круг, да. Уште да. малку, тука си. Мислам од тој круг. Не, баш ама да, отприлик. Мислам сега ја многу реков, ама да. Не, речи му сега, пошто да ќе... Ај, кажи ми. Не, како да ти Ама кажам. кажи Не, ми. не, значи од Нема да Имаше филм сега многу, пред некоја година многу. Елвис Пресли? Не. не, ама постар од Елвис е филмот. Значи баш за неговиот живот беше. За Боб Дилан? Не. Не, беше малце тука. Не, сакав Елтон Џон да пишам, ама не. Оди да реклами, па се враќаме назад!
Ане Петановска, Николче Митовски, ви благодариме. Ни помина ни летна, што се вика времето. Ама тука сме секогаш за се оно што е ново, се оно што го цениме, сакаме и нормално им го презентираме на нашата публика. Благодариме за поканата. И Па не ни очекувавме да ме благодарите. следен пак, барам еден саат да имате време. Барам за поише. Појке прашање. Изненадување и утре сте гости. Туку што ми јави од режија и утре сте гости. Кикарите клима. Сум во текот на јули достапен, кога сакате, ако немате гости, тука сум готово. Таман прашањето што останаја Да ние имаме прашање. Имаме време за Ана некоја делча од Сребрни улици. Сребрни улици. Маја Оджаклиевска, изложба на Ана Пета. Се гледаме утре со Силви Бенд. Чао. Чао. Ајде. Стари, ако сакаш. Ostani со мене, моја трамвај доцни и има време. Ти и јас сме сами, околу нас светат само реклами. Улична романса, колку долго чекам јас таква шанса. Не знам дал да бројам, сепак не е важно, пред тебе стојам. Сребрени улици, само за нас вечер